За над 60.000 домакинства приклучени на системот за централно грејење во Скопје, денеска започнува грејната сезона, но дел од нив се жалат дека нивните радиатори останале ладни или млаки. Најголемиот дел од граѓаните кои ги анкетиравме велат дека не се задоволни од интензитетот на испораката на топлинска енергија. Тие потсетуваат и дека се соочиле со слични проблеми за време на предвремениот старт на сезоната, кој се случи на почетокот на месецот поради пат на температурите. Не се грееме, се мрзнеме. Значи не беа топли радиаторите? Беа топли лето, смрзнавме на недела. Беа млаки, просто така осеќаш дека е топличко, ништо не осетевме топло. Со вакво грејење е многу тешко. На време и квалитетно. Тамане, према надворешнава температура да задоволува. Беше добро, може стане и така релативно топло и одма се осети уште така нестаната, викам не, фала Богу, се оправихме. Од ЕСМ дел од проблемите ги лоцираат во самите граѓани. Информираат дека во 88 објекти немаат обезбедени услови за испорака на топлинска енергија, поради дефекти во внатрешната инсталација, оневозможен пристап до топлинските станици или прекини во снабдувањето со електрична енергија, зашто апелираат потрошувачите да ги отстранат дефектите и редовно да ги плаќаат сметките за електрична енергија. Апелираме до потрошувачите и заедниците на собственици што побрзо да ги отстранат дефектите на внатрешните грејни инсталации, да обезбедат непречен пристап до топлинските станици и да овозможат континуирано напајување со електрична енергија, вклучително и преку плаќање на сметките за електрична енергија. Во делови од градот каде се врши санација на дефекти на топлификацијската мрежа, истите навремено се објавуваат на веб страниците на ЕСМ снабдување. Соопштија од ЕСМ. Дополнително од таму веќе најавија дека грејењето може да биде послабо во период од 15 до 17 октомври, поради ремонтни активности на цевка од страна на бугарскиот оператор Номагаз, кој испорачува газ во Македонија. ЕСМ потсетува и дека снабдувањето со топлинска енергија ќе зависи од температурата на воздухот и атмосферските услови, односно кога температурите се пониски, испораката на топлинска енергија се зголемува, а кога се повисоки се намалува, или пак доколку достигне одредени гранични вредности таа се прекинува.